Порикthehemi miqdashëm këtu në studio, ora e sakshënon 10:32 minuta, gati o 33 tashmë mund të themi. Dhe tash është këndi, unë ju falenderoj gjithë shikuesit tanë të cilët kanë dërguar mesazhe të shumta për ditën e sotme, të cilët do t'i lexojmë në ndërkohë, nëse kemi hapësirë, Albana. Po, janë fantastik. Sot keni qenë Sot keni qenë kreative, domethënë çdo gjë që na ka prekur në shpirt e kemi thënë. Dhe tash është momenti ku do ta prezantojmë edhe në blokun tonë të si zakonisht e kemi edhe të ftuarin. Pra e ftuara jon speciale për ditën e sotme, siç ju premtuam miq dashur, është zonja Zarifa Ajana. Ku sot do të flasim për një nga grupacionet më të njohura shëndetësore në rajon, pra bëhet fjalë për Medicana Health Group nga Turqia. E njohur për qasjen e saj moderne, teknologjinë mjekësore, të avancuar dhe shërbime shëndetësore me cilësi të larta që ata ofrojnë. Me vite përvojë dhe një rrjet spitalesh të pajisura në mënyrë moderne, ky grupacion përfaqëson një qendër të rëndësishme për diagnostifikim, trajtim dhe ekspertizë mjekësore, duke tërhequr pacientët jo vetëm nga Turqia, por edhe nga gjithë bota. Në vazhdim, bashkarisht do të mësojmë më shumë për misionin e tyre, zhvillimin dhe rolin që kanë në sistemin bashkëkor shëndetësor. Dhe unë do i them mirëmëngjesi zonja Zarifa. Dobro dojdovte vo 9:11. Dobro najdovme. Ние, како секогаш, во нашата емисија имаме тема на денот. И денешна тема на денот ни е колку пати треба човекот да се разочара за да каже доста е, нема повеќе. Па вака да ви кажеме Обширна тема, да. Па да ви кажам, ние секој ден се разочаруваме и секој ден кажуваме од денеска веќе почнуваме нема вака, ќе идеме на овој начин и пак исто цитираме. Пример, ние жените, да го земам за пример, со диетата. Секој ден... Не сме сами. Да, секој ден, од денеска сум, од утре сум на диета. Од утре ќе почне. Затоа што кога се качиме на вага се разочаруваме кога ќе видиме вагата колку е. Или повеќе кај нас машките од понеделник. Да, секогаш чекаме. Ама кој понеделник, која година не знаеме. Или која утре. Точи понеделник е бита, да. Така да секојдневно живееме со овој начин на разочарувања и од утре ќе почнеме, но тоа никако не можеме. Овој начин почнуваме да се разочаруваме, па после тоа ни влијае на нашето здравје, но за солуција на тоа го имаме Medicana Health Group, кај можеме да најдеме решение сигурно. Јас би сакала многу да се фокусираме малку на приоритетите на самата Medicana Health Group, кога станува збор за квалитетот на здравствените услуги и безбедноста на пациентите. Една тема која што ние секогаш го зборуваме, дневно го зборуваме тука во студио, но знам дека е многу актуелна тема и кај многу граѓани на Република Македонија. Да ни кажете повеќе за приоритетите на оваа групација. Така, кога станува збор за Medicana Health Group, главните приоритети се најпрво безбедност на пациентот и квалитетот на дадените здравствени услуги. Значи тоа ни е најпрв приоритет. Потоа третирање со најсовремена технологија, следење на меѓународни стандарди на самата групација, следење на протоколите што се за лекување, за третирање се еден од приоритетите на Medicana Health Group. Исто така, Medicana дава големо значење за правилно лекување и третирање на пациентите, за правилна диагностика и исто така дава големо значење за едукација на медицинскиот персонал што и работи во самата групација. Најважно се апдейтират и медицинскиот персонал цело време. Non-stop. Тоа е најважно, бидејќи имаме многу чудни болести, но со ова апдейтирање, ова ни е многу подобро и до решение. Јас имам едно подпрашање. Сега не знам како можам ова да го кажам, ама да се разликува Македонија со Турција. Каде сме ние? Со современата, како да кажам, медицина. Вака, значи Турција како држава и здравството во Турција многу алудира, многу дава внимание во здравјето на човекот и поради тоа и технологијата и начинот на кој што работат самите доктори толку напред отиде. Самата инвестиција, дали би било тоа сега Medicana Health Group е приватна болница, но ова истото важи за државните болници. Значи државата Република Турција многу одаде многу
инвестираше и Во многу нови отдаде кадри. внимание во здравјето и поради тоа, значи не само за разлика од Македонија, со сите држави моментално Турција е на стварно многу напред во здравството. Значи, Најбарана. Во Европа ние знаеме дека доаѓаат и пациенти од други континенти. Така. Фокусот и цените што се многу. Јас мислам Сега дека тоа ќе го кажам, Да, и значи тоа ќе го зборуваме сигурно. најпрво И цените и технологијата и квалитетот, да, сигурно. Да, значи све е многу подобро, а за многу пониски цени. Значи ние моментално сме многу актуелни во Нов Зеланд моментално како медикана. Толку многу пациенти имаме од Нов Зеланд што дури е изненадувачки. Значи каде е Нов Зеланд, каде е Турција, значи дури изненадувачки е. Јас мислев дека Британија е една од... Не, моментално, да. Интересно. Супер. Ме интересува зашто ќе влеземе да per технологија миздашур. Ме интересира кои се главните приоритети на Medicana Health Group, кога станува збор за квалитетот на здравствените услуги што ги нудите, безбедноста и на пациентите. Тоа малце го зборевме, но исто така е и улогата на современата медицина. И современата, да, и современата медицина. Современата медицина и современата технологија. Технологија што го во има. Медикана има главна улога во секојдневното работење на самите доктори, во секојдневната работа на самата болница. Современата технологија и современата медицина овозможува прецизна дијагностика. Тоа е основа на правилен и точен одговор на пациентите која точно болест ја имаат. Исто така со користење на напредна опрема и иновативни методи, лекарите може да донесат точни информации да дадат и точната дијагноза да ја дадат за пациентот која што ја има. Значи да не алудираат, не ова е таму, да го бараме горе-долу. Точната дијагноза знаат која да ја дадат поради современата медицина, современата технологија. Исто така современата технологија не се користи само во медицински дијагностички цели, ја користат и во хируршки интервенции. Моментално повеќето од операции на Медикана се прават со помош на роботот, познатиот робот сега. Робот. Ние што го гледаме само по социјални мрежи. Така, да. И исто така веќе се многу актуелни и минимално инвазивни процедури. Значи тоа се процедури кои што се прават без засек, значи не се сеча пациентот. Пациентот во истиот ден станува на нога, утре веќе се отпушта од болница, следниот ден се враќа на работа, све најнормално се функционира. Да. Ние зборуваме зашто ова новата ера на технологија ќе има малце проблем за некои големи професии, сигурно и у медицина ќе зборавме за новинарство, ќе има проблеми у медицина за абдоминалните хирурзи, ќе биде во ризично, бидејќи роботот, технологијата ќе биде многу попрецизна од раката на... Но само сакам ова да го кажам, секако роботот, многу е попрецизен, но мора да има доктор за да може да го работи роботот. Така да медицината колку и да иде напред, сегогаш докторите ќе ни бидат потребни, да. Ќе бидат над роботот. Над роботот, да. Тоа е многу интересно. Јас не би сакала да се изразам вака, но конкуренцијата е голема. Буквално кога збориме поточно за Турција, знаеме дека во Турција има колку што има граѓани, треба да има сигурно и болници. Што го издвојува Medicana Health Group од повеќето? Сигурно е тоа што квалитетот, самата екипа на доктор, на хирурзи, но мислам да добиеме едно прашање од вас. Што го издвојува Medicana Health Group од сите други приватни државни болници во Турција и во светот? Избираат вас. Да, вака, значи, тоа што издвојува Medicana Health Group од другите здравствени групации е комбинацијата на високо ниво на специализирана и професионална експертиза, современа технологија и исто така индивидуален пристап кон секој пациент. Значи, од моментот кога пациентот ќе влезе во болницата, како прво, самата атмосфера во болницата му дава на пациентот да се чувствува комотно. Реално сега сите болници изгледа како хотели да се all inclusive хотели, ultra all inclusive. Исто така, зашто психички делува многу подобро. Точно, да. Добро. Пола проблем си ги решил. Така е. Од моментот кога пациентот ќе влезе во болница, започнувајќи од персоналот, хигиеничари, па се до колегите што ни работаат во
напред на предните маси каде што се прави внесот на податоци, па се до докторите. И тој начин на тимска работа на пациентот му дава еден вид на среќа. Зашто е таму? Да. И му дава еден вид на ослободување и се чувствуваат она рахат. Да. Тоа е многу важно. Турски. Да се чувствуваш рахат, тоа е најмногу важно. Мене ме интересира, сега гледачите гледаат и викаат, кај можеме да ги најдеме овие? Како може да контактираме со нив? Вака, Медикана Health Group ја има на социјалните мрежи. Може да најдат како Медикана Health Group Македонија, не има на тој начин. И исто така, Медикана Health Group има своја канцеларија во Скопје. Канцеларијата се наоѓа на улица Максим Горки во центар. Центар. Да, секој пациент кој што сака да улица во градот. Да, со трешите. И секој пациент кој што сака да дојде, да не посети, да добие повеќе информации за Медикана, слободно може нас да ја најде таму. Телефонските, си имаме телефонски броеви, слободно, значи на интернет може да ги најдат нашите телефонски броеви. Работиме од 9 часот наутро до 17 часот после планне. Отворени сме за било каква помош на пациентите. Имајќи предвид дека ние имаме многу гледачи од странство, имаме гледачи од Албанија, од Косово, имаме многу гледачи од странство, од Швајцарија, Австрија, Шведска, од сега имаме. И од Ајсланд имаме. Сакам да прашам дали во Балканот имате други канцелари каде што може да се обраќаат кога ќе не посетат, кога ни доаѓаат од печалба нашите граѓани. Од Гурбет. Да, точно така. Ние имаме канцеларии во Скопје, во Приштина, Тирана, во Белград и имаме болница во Сараево. Освен што имаме канцеларија во Сараево, имаме и Медикана Health Group, има своја болница таму. Многу сме активни на социјалните мрежи, значи другите канцеларии во другите држави, значи се многу актуелни на социјалните мрежи. Секој пациент може значи многу лесно да не најде и многу лесно да не добие. Во истиот момент кога би ни пратила порака на социјалните мрежи, во истиот момент, значи ние во тој ден им одговараме на пациентите. Така да, значи било кој пациент од било која држава, небитно дали од Балканот и надвор од Балканот, битно е само да не заследат. Толку. А други инструкции ние ќе им дадеме на нив. Мене ме интересира многу, бидејќи сте секаде тука по Балканот, кои се најчестите прашања тука во канцеларијата во Македонија? Или советите што ги бараат од вас? Да. Или кои, да кажеме, и како да се, кои медицински понуди ги барат повеќе? Вака, знаете, моментално 21 век, најлошата болест на 21 векот е канцерот. Секој човек што е заболен од рак, значи секој во фамилијата, близок, пријател, имаме некој заболен од рак и знаеме како е, значи секој си го бара чарето на подобро. Се третира тука, одат во друга држава, повторно сака да добијат одговор од некој друг доктор за многу мислење, во тоа што се работи, значи за болест која што нема граници, за болест која што лекувањето трае многу долго, макотрпно и секојдневно излагат нови лекови за третирање на ракот. Многу пациенти имаме кои што им доаѓаат за рак, што прашуваат. Да. Многу е жално, значи порано се знаеше, викавме, старе добил рак. Сега веќе границата е многу поместена. Значи имаме деца од бебиња кои што се заболени, па се до 70 и 80 годишно возрастни луѓе. Секој си го бара чарето надвор, секој си бара чаре за подобро и за здравје. И најчесто имаме пациенти кои што боледуваат од рак. Второ, во Медикана групацијата го имаме познатиот апарат на гама-нож. Гама-нож, да. Гама-најф. Гама-најф е стереотактично хируршко радиозрачење, кое што ги третира туморите во мозокот. Јас тука сакав да прашам, да. Без операција се третира. Сакав да прашам, без да навлегуваме многу стручно, заради тоа што и јас не можам да направам такви прашања, но што читам и гледам многу често во социјалните мрежи, во различни портали, гледам дека Турција е една од местата, државите кои што не користат веќе хемотерапија. Така нешто имам прочитано, што
тоа третирање се уште продолжува во Балканот и која што е многу штетна, веќе сите знаеме, но Турција веќе работи со и персонализирана терапија. И персонализирана терапија, всушност. Ако може нешто кратко, затоа што не сум многу професионално упатена, кратко ќе ви кажам. Јас не сакам дезинформација да ширам, туку да знаеме малку. Персонализирана таргет терапија е всушност терапија која што го третира генетиката на туморот, уствари. Се прави генетска анализа на туморот на пациентот. На туморот му се прави генетска анализа, овие се зима од крв и од киво, од патолошкото ткиво се зима примерок и се праќа на од биопсијата што се зима, се праќа потом на испитување во генетска лабораторија. Од генетската лабораторија, значи ни доаѓа на нас еден документ каде што пишува кој лек, која имунотерапија, која целна таргетирана терапија го третира директно тој тумор. И значи ова многу полесно е за третирање. Не треба да се направи експеримент. Така. Се оди директно на таргет терапија. На таргет терапија. Поради тоа што таа терапија е малку поскапа од обичната терапија, хемотерапија, најчесто ова го користат пациенти кои што се веќе во по-напредни фази на тумори, но самите доктори, наши доктори кажуваат дека доколку се фати порано во по-рана фаза, лекувањето од туморот и излекувањето од ракот е дури 100% сигурно. Ние имаме пациенти кои што значи имавме пациент, дури кога ќе ми текне ми се ежи цела кожа, го донесува во многу терминална фаза, моментално има 4 дечиња, 45 години има и еве го жив и здрав е. Фала му на Господ, многу е добар. Да се множат вакви случаи. Да се множат. И верувам дека ќе се најде што побрзо леко за ова лоша. Јас би сакал да кажувам за хемотерапијата моментално, бидејќи имаме и други алтернативни по-унапредени технологии од хемотерапијата, но јас знам дека еден ден, кога ќе се најде лекот, хемотерапијата ќе се пишува у здравствената книга со црни букви. Бидејќи има солуција во една страна, ама во друга страна правите нуклеарна бомба е. Ама моментално па единствено чаре па ние ама и мислам кога ќе се најде лекот, тоа ќе биде сигурно пишено со црни букви. Кога имаме некоја таква диагноза, сега бараме чарето секој. Буквално тука кога зборуваме еве за овие успешни, да кажам, случаеви на пациенти кои што фала му на Господ, денеска се живи и здрави и живеат здраво, многу е важно да ја покренеме свеста кај граѓаните. Јас многу често со Дритро повикуваме да се направат обични анализи, ако не се осеќате добро да се обратите кај професионалци, доктори, заради тоа што е многу важно да се испитуваме барем со една обична крвна слика, да кажеме секои 6 месеци минимум, за да буквално да се диагностифицира многу порано самата болест. Подобро да се пречи, него да се лечи. Точно така. Да праќаме некоја порака до гледачите за сите тие што денеска се осеќаат добро, ама можеби имат и по свеста работи на вакви случаи многу често, да се обратат кај професионалци. Вака, јас ви препорачала да не одберете нас како групација, како Медикана Health Group. Вака, најпрво, ова би му кажала на пациентите, кога веќе барат лекување или помош за третирање од странство, најпрво нека треба да испитат убаво групацијата или болницата. Да. Затоа што има толку многу болници, толку многу доктори што лажни терапии им дават на пациентите и тоа е само една лажна надеж за нив. Прво да се испитат во која групација ќе одат. Второ, да испитат, да видат кои доктори работат во таа групација. Дали се професори, колку се професионални, дали има добро портфолио, да. Потоа, ние сме секако тука. Медикана Health Group е блиску до секој пациент. Значи, блиску сме и во центар, и блиску сме на еден телефонски повик. Значи, комотно може да ни сконтактират нас и ние да им дадеме на нив еден вид на помош, како треба и што треба да се направи. Со тоа што
ги праќате на нас документите. Документите ние ги преведуваме на турски јазик, во истиот ден ние ги праќаме документите на докторите. Значи нема потреба да ги преведуваат документите на англиски или на турски јазик. Значи или ние да се пратат со автобус да, понекогаш нема потреба. кога Ќе не ги пратат од нас, ние ги преведуваме на турски јазик и веднаш ги праќаме на докторите. Докторот од болницата, зависи од која специализација е потребно, докторот го дава целосниот одговор. Со целосниот одговор, одделението за финансии не спрема профактура, не спрема еден вид на резиме, секое испитување, колку ќе би го коштало пациентот и ние со одговорот заедно тоа му го праќаме на пациентот. Доколку му одговара, Ова е многу важно и сум сигурна дека ова е едно многу често прашање, заради тоа што знаеме дека некои лекувања се многу скапи, но животот нема цена. Дали имате некој вид на рати, плаќање на рати? Барем да ги информираме. Мене ме интересираше и на рати или дали имат соработка со здравствениот фонд на дали има соработка, дали може на пример од фондот некои болести кои не се лекуваат тука, за која болест. Вака, значи, Medicaana Health Group соработува со повеќе фондации широм Балканот. Значи имаме фондации кои што собираат пари за пациентите за лекување. Исто така пациентот доколку таа интервенција не се прави тука во Македонија, секој пациент си има право да си ги носи документите во фондот за здравство и да си поднесе за лекување во странство. Доколку фондот одобри и каже дека ова лекување не се прави во Македонија, ние тебе те праќаме, го праќат пациентот за лекување во странство без никаков проблем. Има соработка и ова е многу. Та дinte gjithë, domethënë edhe shikuesi që po na ndjekin që nëse keni një sëmundje larg qoftë, mund të drejtoheni në fondin shëndetësor dhe përderisa ajo intervenim nuk kryhet në vendin ton, atë mund ta bëni edhe jashtë shtetit, pse jo edhe në Medicaana Health Group. Че мund ta римбурсон edhe fondi shëndetësor i vendit ton. И за край да им кажеме на сите наши гледачи, на сите тие што можна се заинтересирани за да се лекуват или да само да испитуваат здравствената состојба нивна, сакам да зборуваме само за целиот процес. Како доаѓа до консултација, па приемот дали се прави веднаш или зависно со диагностиката, како се врши таму, како ги чекаме. Јас мислам дека all inclusive. Ја, ме блюзик на дора. Да, како спјалката на раката. All inclusive. Да, види, јас не би сакала никој да помене низ тие врати, но Ама некогаш треба и овие работи да ги земаме со спортивитет, така викаме. Убаво е да се знаат овие работи. Утре заутре може на тебе или на тебе немате затреба, но ќе дознаете некој што му е потребно и ќе го упатите. Ќе знаме информација. Јас не сакам во светот никој да биде болен. Посебно во Македонија не сакам ниту еден човек да биде болен. Но самиот живот, самиот начин на животот што го водиме прави барем притисок да имаме. Точно така. Вака, како прво доколку пациентот се реши да оди во Турција на лекување во Медикана, што правиме? Пациентот се ги снабдува авиокартите или значи самиот се одлучува дали сака да оди со авион, дали сака да оди со автобус или со свое возило. Доколку пациентот оди со авион или со автобус, на аеродром или на автобуска го чека наш шофер со наше возило на Medicaana Health Group. На листата си е неговото име на пациентот и заедно го зима пациентот и го носи во болница. Доколку е потребно, доколку пациентот е договорен за операција, се оди во болница, се остава пациентот, во болница го пречекува веднаш преведувачот на мајчин јазик. Пациентот дали не е битно дали пациентот збори албански јазик, дали Швардло и ѓуеќе влисни, ju предни персонели цели кои 10 не ѓуан, тоа е пред комуникувар само ми. Значи во болницата си имаме преведувач на албански, на македонски, на српски, бошначки, на арапски, на сите јазици имаме, на сите јазици ги имаме. И пациентот си го пречекува преведувачот и си го носи кај докторот на преглед. Докторот веќе ги има документите, затоа што претходно биле пратени тие документи кај докторот на турски јазик. Докторот ги има документите на турски и на македонски. Све има, да. И пациентот повторно му раскажува све на докторот, но отприлика прегледот трае околу 20 минути, 30 минути, зависи каква е болеста. Да. Треба од почеток анализите да се направат уште еднаш? Не, значи доколку е потребно се земат во предвид тие анализи, само доколку пример направена магнет или компјутерска томографија многу постара, тогаш мора да се направи нова за да се класифицираат двете.
Пациентот, докторот му кажува што како ќе се направи и се праќа пациентот веднаш на припрема за операција. Пациентот за припрема на операција се прават крвни анализи, снимања, рентген снимка, зависи што е потребно, Се го што гледа, докторот во тој го гледа случај. кардиолог пациентот, го гледа анестезиолог и доколку анестезиологот даде дозвола, тогаш се заклучува пациентот и веќе утреден е операцијата. Пациентот тој ден се прима во болница, се прави приемот во болница, вечерта останува таму, сабајле пациентот се взима на операција, се носи на операција, сега зависно од операцијата, дали 3 дена, 4 дена, 5 дена, колку ќе биде кажано. По завршувањето на цела хоспитализација, по стопот, значи пациентот иде во хотел 2-3 дена за да се следи пациентот, доколку е све во ред, докторот му дава дозвола да се врати во Македонија. Но тука не завршува све. Точно. Не завршува Се све. уште продолжува консултација. Продолжува консултацијата и следењето на пациентот. Зависно, после хируршките интервенции, овие пациенти до 3 до 5 години ги следат овие пациенти, зависи од каква операција опериран. Првиот месец имаме консултација, не мора пациентот да оди во Турција на консултации. Консултациите ги правиме онлайн. Уште поубаво. Уште поубаво, да. Значи, поради тоа што го Полесно. намалуваме трошокот на Точно, пациентот. точно. 1 месец, на 3, 6, на 1 година се прават редовни контроли, доколку е све во ред се прави контрола на 1 година. Тоа е фантастично. Тоа знаат сите гледачи дека сме во последната минута. Шум интересантно. Ова беше многу важно за сите тие што сакат да одлучат за услуга која што стварно може да спаси животи, но најбитното од се да се обраќаме кај професионалци, како што е самата групација на Медикана. Мене ми е многу мило што веќе го имаме и во Македонија, да ни се множат, а зошто да не ние како Сарајево да имаме наша болница на Медикана во Ишала некој ден, заради тоа што стварно не сакам да навлегувам, но знаеме како е ситуацијата со нашата здравствена Дермон, Дермон. për gjithë sëmundjet, për çdo gjë. Derman za site bolesti. bolesti, za sve što sakam, i za estetika Medikana. i za sve. Medikana. Миш Зарифа, ви благодарам многу што не одбравте нас. Сигурно. И се надевам дека ќе ве имаме за многу поубави работи да зборуваме околу Медикана По груп. детални теми. Точно, може така. Така, Ти благодарам многу за учеството. ви благодарам јас на убавата покана и на пријатната атмосфера и ќе се гледаме. Ќе се гледаме. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do të shihemi nesër të njëjtën kohë në njëjtën vend. Mos harroni, nesër do të kemi një të ftuar special në emisionin tonë të mëngjesit, vërtet. që na kanë premtuar sepse sot nesër do të kemi në ditën e fundit të Ramazanit Reis Suleman. Po. Do ta kemi zotin Shaqir Fetau këtu për ta përmbyllur edhe muajin e shenjtë të Ramazanit. Фалендерим Shihemi што nesër. nesër. Shifemi Dhe dëshirojmë nesër. ta shihoni ditën. Дай пусчаш, не скаж го maksimalisht. ниме сот. Sigurisht. Faleminderit shumë Valbona. Faleminderit. Благодарам много.